Добре, дојдете во моето ново видео денес. Како што гледате во видео ќе ви кажам новиот дом кај што сум и кај што си седам сега скроз сам, пошто сум многу благодарен, прето седев со цимер, ама едноставно да не ме свати погрешно. Цимеро и останатите, значи поќе никош со цимер нема сем, пошто едноставно јас и тој не бевме спогодбени исти, немам исто размислување, значи тој има скроз друго размислување, јас имам скроз друго размислување, тој гледа друга гледна точка света, јас го гледам друга гледна точка света. Не зборам дека нема цимер што немате разбирање, ама кај мене овој значи не беше ич погоден, можете неќе да ме свати погрешно тој. Си кажам моето мислење, мојата 6 месеци заедничко делење све, си го кажам моето, ќе си го кажам сега дека едноставно од мал сум сакал нешто мој да си имам, да си видам, да имам мир, спокој, едноставно тоа што си го сакам да си го правам сам, дали беше телете гол, што се вели мабето, не сваќа погрешно. Едноставно сакам да бидам сам скроз. Се што ти ми фали, ќе ми фали и мене, се што ќе ми биде пример да извалгани, што ќе ми треба, ќе седам сам, неќам да чекам од некој друг, треба пример да ми дојсиш ти, брат, вака едно друго, значи тоа плюс го оправдувам, ама сакам да кажам кој е моето мислење да сум сам и да си со цимер е различно многу. Зошто? Пошто јас кај мене прво сум многу по хигиената, не знам дали толку машко некој се замарат со хигиена, не знам дали така сум воспитан или други луѓе некој што гледам, а од друга страна тој не беше многу по хигиената, едноставно знам дека тој беше студент, учеше, не знам како да го кажам, тоа нема врска, што врска има, значи чистењето е 5 минути, 10 минути работа, зависи, значи секоја недела чистев, значи сакам да ме види чисто мене, сакам за двајцата, ама ништо не правевме нешто заедничко, освен јадење, ете, не додуше не ни делевме ни јадење, а по друга гледна точка, кој ќе види се, кој ќе и едноставно, тоа сака да ви кажам, сега поред ми е глата и немавме ништо, плюс беше многу работата, че да запалам светло, пошто нема светло. Беше работата многу што и другиот битен фактор што требаше се чуем што побрзо од тој стан е заболјара, пошто се караше и му сметаше дека од 10 до 6 го пуштаме, секој нормален човек, секој нормално семејство од 10 до 6 се разбира дека е поевтината, за него сакаше да заштити, разбирам дека секој човек нормално мора да се заштити за да се има нешто, не дај Боже што може се случи во животот, али тоа него се му сметаше, едноставно си барав нешто што побрзо да се тргнам од кај него и еве да се тргнав, сега ќе ви го покажам. Стана како да не должи многу, не е битен фактор минатото што го имав поминато, а сега е нов почеток за мене, така да убавезно да субскрајбнете и ќе ви го снимам. Стана мислам гарсонјера, ево тој што знае што значи што е гарсонјера, али сега ќе ви покажам како ми е наредено и што имам направено. А до тогаш останете до крај на видеото. Значи, еве го правиме, чекај држачот што барем мислам. Значи, еве, ова е подарок од девојка ми, тоа е Полска, че спет правите кревет. А овие се селиците од Сингапур, значи има многу селици и тоа што ме бендисва има многу, ете, штекери, значи не секој дзид има по еден штекер. Видиш, еве, колку свет има мислам за торта, значи има. Телевизорот не е уклучен, не ми замервате, значи, еве, кујната, значи, приборите, тука не седењето, ето те пајници за јадење, за ете кафена, едно друго што има, сега нормална кујна, значи не ми замервате, нешто ми е хаос тука, пошто е на неделка што ви кажа сум селен, еве тука за јадење што сум плано, друго се овде за приборите, за ручек прање, вилјушки, милјушки таму се, како што се да натвораме плакар, таму ми е фрижидерот и мора да ви кажам за имам поклон од газдата, значи ова слика е од Куба, мора да ја клам негде, се ќе видам точно да му најдам место, пошто многу ме бендисва и се клам негде тука до телевизора, али то потом. Друго да ви кажам, значи за вецето после ќе ви кажам и терасата, што многу значи 6 месеци не излезав на тераса, пошто еве немаше ништо. Значи ова ми се салонот,
Тука ми се лиштата. Овде си ги чувам патиките. Тука чорапите, тука требаше поправил и патиките, ама не ми бераше место пошто многу зидов. Али ще се ти ви кажам и плакара да лиштата. Значи еве ова е лалава на девојка секако е што му имав помаџена, значи наставно никој сам да се бори за нешто, значи мора да се поможи. Такво дете сум, што сакам да правам добро и да му помажам на луѓе, да не ќе да се мачат. Како и да не должи многу, значи еве плакара доволно за сам човек и еве го персонјерчето. Значи еве го вецето, тука гледа нормално, пелистер да се знае. Тука се лиштата, сушара немам, за жал тоа е тоа, за брзо ќе знам, како што ви кажав, уште надеден сум, треба нешто да се дека си го досен стана, значи еве да ми прибора за капење после капење, како што следи. Еве тоалетна, машина за пере, нормално да си перам и банера тука. Значи нема топла вода, мора да се пушти. И тоа да ви кажам, и многу битно е сега и терасата. Че тука погаснам. Добре. Сега ќе ве, значи да, сад да отворам, че ми се вакви, че се отворат и отворат. Вака. Значи, еве, терасата што сум го сакал од мал да излезам надвор да пијам кафе, да пушаме на цена, че ова е мини зграда што се уште се гради како. И че да видам дали е точно, да добро се слуша и то ме радва многу што едноставно сакав тараса да видам воздух, значи ова е нека болница, не ми такнува точно како се вика, знам дека се вика државна, ама зашо точно служи кој се иде тука не знаеме, пошто него знам многу скопје, многу ладна и тоа ме радва што имав тараса, а пред тоа немав ништо освен џам. Рачунајте, џамо беше скоро немаше ни вакви и многу ми сметаше светлината кога требаше да спијам, ако ти требаше да забалја. Друго. Така да, толку можам да ви кажам, значи за гасонечето мало може мало да ќе излезе тука ти треба нешто да направам. Светлки едно друго ќе си наредам и во глобала тоа е многу сум благодарен што почнав едно сам. Сум го сакал од мал и ете ми се оствари, а брзо вие да ми субскрајбните, да ми лајкните, што пора да стигнеме до 5000 субскрајбери, имаме 4700 да стигнеме до 5000, чекува уште нов јак контент, не престануваме тука, тие што јадите хејтерите трици, слабо да јадите, значи вие не ми сте хејтери, туку ми сте фана, пошто вие се замараете со мене ми значи ми е во битна како да кажам, работа ќе ми значи сакам да јадете трици, значи јас така си ги викам и така ќе си ги викам. Дали било вако стане, дали било онако, значи слободно, тој што сака да збора може збора, а на дела да си направи нешто своје него, слободно, значи секој нормален тип ја ти чупе. Како да кажам, имаме помош од нашите, ама минимално јас имам, можам да се кажам, за мене, за другите не морам да кажам, пошто не сум ништо и никој за други да кажам, се гледам за мене и се кажам, значи отом потом, значи таму не ќе да се мешам, тоа е веќе скрос моја приватност, дали некој ми помогна или не, тој што ме знае доволно што имам направено и како нормално, а тој што нема може слободно да збора, дури не знае некој работа, од кој ќе дознае може слободно да се ја затне муцката и сум многу благодарен и не сум разочаран за ова што сум го правил. Откако сум тука, значи битола ако бев ништо не ми одеше од ръка, значи се надал ме одеше, откако се преселив в Скопје, секој месец скала по скала се качува погоре и тоа ми значи како лично се градам дека едноставно мене тука ми е среќата и тука ми е тоа што си го барам и што сакам да си го работам и да си го правам, секако и снимањето што ми исполнува најпоќе, а секако и други работи што ми исполнуваат. Друго што сакам да кажам, дека да не се откажувате од вашите соништа, кога тоа ќе ви се остварат, само работа. Ова е за мене почеток, има и други работи да прават, пошто сум млад 23 години, за 3 месеци, да не се лажам, не, за 2 месеци пред 24 години, значи на 4 јуни ми е роден ден и за 24 години се надевам дека нешто од ова што поќе нешто ќе си направам свој сам и ќе се градам како личност и тие што ме поддржувате, фала многу што ме поддржувате, што сте тука, а другите што можете да љубоморите или да не љубоморите, пошто не може, не знам зашто да ќе ми љубоморите, ако немам
ништо, а и да имам, може слободно си љубоморите, тоа ви си е ваше, а мое си е да си правам тоа што се сакам и како што се сакам, а вие останете до крај на видеото и сакам ваше мислење за ова моја перспектива и моја гледна точка, моје мислење за ова што го кажав цело во видеото и дали било лошо мислење или не, слободно напишете. Ако е нешто грешам, ќе ве послушам, а ако не, тоа е да сте здрави и живи, само сакам да напишите ваше мислење и обавезно subscribe ве молам, барем до роденденот мој да имаме 5000 subscriberi. Ајде тоа да го направиме.